продолжение нашата утринска тема која што веќе ја најавивме и за која што со задоволство ќе зборуваме. Кате, добро ни дојде, среќо. Добро ве најдов. Те најавивме, ајде вака сега соодветно за оние кои што сега не се вклучувате на Телма телевизија. Ова се уште не е променето, меѓутоа утре кога колешката Цеца ќе го промени 13-ти, да знаете дека е светскиот ден на љубезноста и се велиме сувена кому да се јавиме и мислам дека таа е најсоодветен пример за дама која што има премногу во својата биографија, особено мислам кога стана збор за mindfulness или свесното живење и медитациите и така натаму, што можеби вистина стана јас би рекол и многу нека и многу мина од ајде да речеме случајно хоби ќе го метна тоа и така натаму, веќе стана животен стил, баш така ќе го кажеме и не знам катуш дали имавме некои периоди, да речеме сега од време на време луѓе кои што се твои колеги, кои што работат новија програми и така натаму, некој ќе кажа дека пред 10 години Македонија беше многу поотворена поле на ова, сега како да има повторно некој затворање на тие енергетски така. полиња. Не знам ќе ни кажеш од твоето искуство со оглед на тоа дека тоа споменавме пред 10 години кога прв пат ја отворавме темата тогаш можеби за свесното живење, mindfulness, 333 афирмации и така натаму и книгата. Имам чувство дека степенот твоја на одговорност е многу повисоко денес, кога ги говориш овие прагматични некои проекти за кои што ќе говориме, се надам дека за скоро време. Меѓутоа, рековме кому да се јавиме со Ивана за светскиот ден на љубезноста, тоа беше ти. Некако без размислување рековме тоа ќе биде Катја. Дефинитивно. Така што добро ни дојде. Добро ве најдов и многу ми е драго, секогаш ми е толку големо задоволство кога ќе ме поканите. Затоа што и вие сте баш на убави духовни битија кои што ги разбирате овие теми и ги разбирате темите и ги живеете овие аспекти на свесност, на присутност, на еден поинаков начин на битисување, поготово во овој материјален свет во кој што живееме. И да, темата е сериозна, иако навидом луѓето мислат дека љубезност е нешто, нели да му кажеме некому добар збор, нели тоа се вклучува во овој концепт, меѓутоа љубезноста пред се треба да имаме кон себе си. Имено. Да, имено, за да можеме да ја проектираме и надвор од нас. Затоа што во ова стресно време во кое што живеем, ние ги забораваме оние основни вредности, а љубезноста е една од основните вредности кои што секој човечко битие треба да ја негува. Не постои нешто поборо. И не можеме да очекуваме да биде некој љубезен кон нас, ако не е љубезен кон себе си, поточно ако ние сме изложени на критицизам, на или секојдневни така негативни размислувања или ставови по било кои прашања, поважни или по не толку важни. Малку само околу што сакаш Марко да околу значењето, историското значење за 13 ноември, чисто да ве поведеме вам кои што сте на Телма, вели секоја година на 13 ноември светот го одбележува светскиот ден на љубезноста, ден кој што е посветен на едноставниот, но многу моќен акт да бидеме љубезни кон себе си првично, кон другите и кон светот. Ден иницииран од World Kindness Movement и на која глобална коалиција, ако не сте знаеле, е на неколку организации од различни земји кои што ја прогласи првата прослава во 98. Со текот на годините прераснал во символ за тоа дека љубезноста не е само гест, туку начин на живење, начин да градиме мостови, да го намалуваме стресот, да го подобруваме нашето психичко и физичко здравје, баш холистички пристап и да создаваме средина во која што луѓето се чувствуваат поддржани. Интересни статистики кои што ги споделивме со Ивана утринова велат ја покажуваат таа вистинска димензија на оваа тема. Во една анкета, спроведена конкретно во Велика Британија, 63% од вработените сметаат дека љубезноста е важна лидерска карактеристика. Така што во студија која што е објавена како дел од светскиот извештај за среќа, се покажува дека на глобално ниво, помеѓу 2017 до 2024, бројот на дела на добрина, помош, љубезен гест кон непознати така натаму е во просек 18% повисок, што значи дека нашата способност и желба да бидеме љубезни постојано некако расте. Дури и само фактите, луѓето кои што примиле љубезен гест често го вратиле со добрина. Инаку тоа е повик на акција, не е нели само можеби нели со овие статистики, тој ни вели конкретно денот не потсетува дека треба да бидеме љубезни не само нели во тој дел од годината, туку ни покажува дека малите гестови, насмевка, слушање, нудење на помош може да бидат само еден огромен ефект и еве во име на тој 13 ноември, светски ден на љубезноста, некако ќе ги консолидираме заеднички темите и ќе се потикнеме некои добри, се надам, искуства за овие 30 минути кои што ги отвораме со нашата Катерина Ангеловска.
повеликата на обава. Што да кажам, како се кажа. Да. Прво не знаев дека од 98 година е прогласен овој ден за Ден на љубезноста, искрено не знаев. И многу се радувам што постои една широка глобална свесност која што го разбира овој аспект на љубезност како вредност, затоа што навистина, како што кажав и претходно, се губи таа вредност. И забележувам кај нас во Македонија, ќе зборувам тука кај нас, да, постои како таква, меѓутоа во таа трка на време, на стресни, секојдневни активности кои што ги имаме, луѓето забораваат да бидат и љубезни. Веќе зборевме, нели, пред се треба да бидеме љубезни кон себе и од тука, нели, да е она огледало како внатре, нели, така надвор. И затоа што нели ви се чини дека свесното живење некако го поврзам со љубезноста. Па така, љубезен си, свесно делуваш во околината, ако веруваме нели во она да кажам филозофија на анимизам, дека се е околу нас свесно нешто. Да, па знаеш како, колку пати ми се случи тоа, сега скоро ми се случи, влегувам, нели излегувам од лифт, не знам како беше, нема добро утро, ќе кажеш ти од оваа страна добро утро, од таа страна нема ништо, нема ни еден поздрав, некоја мала насмевка и тоа нема врска нели со мене, нема врска со никого, тоа има врска со тоа како се чувствува одредена личност и каков му е денот, како не може да го осудиш тука така на крајот денот. Нема осуда, апсолутно не. Меѓутоа, потребно да ги негуваме овие аспекти и еден од принципите го спомна и mindfulness на почетокот и бидејќи работа mindfulness веќе скоро 5 години и таа област ми е баш позната веќе. Позната и не само работа со клиенти, него и нешто што јас го живеам, затоа што практично mindfulness е свесност и присутност. Се извинувам на овој англицизам кој што го користиме. Ама е универзален термин. Така е. Затоа што македонскиот јазик е толку богат, а и еве поврзано нели со овој прилог што беше претходно пред да започнеме со институтот и не можам се уште да најдам соодветен збор кој што ќе го холистички ќе го даде она вистинска смисла на mindfulness, затоа и го користам како таков. Еден од принципите на mindfulness, а ги има 9, е љубезност. И Џон Кабан-Зин во своите излагања кажува доколку ние ги нели мастерираме тие принципи, меѓу кои што љубезноста, ние сме завршиле многу работа за целосното постоење на нас како човечки битие. Така што љубезноста е како мост помеѓу внатрешниот наш свет и надворешниот свет. И потребата и важноста да бидеме нежни кон себе е многу важна. Јас тоа постојано на моите клиентки и кога им пишувам која неформална пракса треба да напишат, еве некој од нив ако гледа точно знаат, секогаш на крајот на мејлот, секогаш завршувам PS бидете нежни кон себе си. И токму тоа го мислам, да бидат добри, нежни и љубезни кон себе. И еве и ги ограбрувам сите гледачи на емисијата, запрашајте се, нека ви биде, всушност, нека ви биде пракса на дневно ниво. Баш така. Да. Мали акти. Дали денеска, мали акти, тоа се мали што велиш, излегување од лифт, добро утро е колку и да се чувствуваме, нели имаше една порака која што добив за роденденска честитка, не дека не ја знам така како потсетување. Марче, и покрај тоа што светот ќе направи притисок врз тебе, никој пат не дозволуваш тој притисок да ти влие нели во внатрешната твоја трансформација, односно нели тоа што секој од нас ја поседува таа величинственост. Така што колку и тоа сето да го бара некој пат од тебе да се промениш, да не се промениш. Да, затоа што љубезноста, само да кажам како вежба и секој ден да се потсетуваме и да се запрашуваме дали бев денеска љубезна кон себе, како бев љубезна кон себе, дали љубезен збор си кажав на себе си. Може да биде пракса, затоа што и љубезноста е пракса и е заразно. Значи, кога ти на некому ќе му се насмееш, кога ќе му дадеш добар комплимент, добар збор, нема шанси да не биде возвратено со една добрина од таа другата страна. Затоа што љубезноста го смирува нервниот систем, го активира парасимпатичниот дел од нашиот мозок. Значи, дава многу можности за отварање на нашата свесност, да не бидеме целосно затворени и во тој круг на стрес, затоа што нашата
тело е толку постојано под константен стрес, па уште тоа ни недостасува. А ова е еден аспект кој што може да ни помогне да се ослободиме од тие стресови. Така е. Светот одвојува еден ден во годината посветен на љубезноста, а од друга страна љубезноста треба да биде составен дел од секој момент во нашиот живот или од сечие секојдневие. Иако сме ние човечки битија кои што природно се раѓаме и треба да се чувствуваме и да се однесуваме љубезно и кон себе и кон другите, сепак како што рековме во светот во кој што живееме, понекогаш тоа знае да се заборави или да се потисне, па на некој начин и вежбањето љубезност исто така игра голема улога. Многумина тоа го осознаваат можеби по потешкиот пат во смисла на тоа кога ќе се соочат со одредени ситуации во својот живот и кога на некој начин по патот по кој што го одат сознаваат дека навистина љубезноста отвара врати. Па од овој аспект како сите титули кои што ги видовме, автор, советник за личен развој, учител по свесна медитација, реики мастер, енергетски терапевт, мотивацијски говорник, многу титули, многу искуство зад себе, ама веројатно низ тој пат верувам дека исто така учењето на љубезност и соочувањето со луѓе кои што ти ја даваат нивната љубезност наспроти оние кои што секако велиме народски намкјори и не возвраќаат на нели таа љубезност или не се чувствуваат така што велиме секој има право да се чувствува како сака, сепак нешто добиваме како поука или се освестуваме од ден на ден, но сепак и тоа е дел од свесното живење. Многу неверојатно е чистилиштето кое што си го има секој од нас, нели? Апсолутно. Сознавањето само по себе. Знаеш, ке мене таа сатисфакција, еве 10 години како работам со клиенти и знаеш, да посадиш некому семе е доволно, без разлика човекот со какви предизвици се соочува. Некому да посадиш семе е голема, тоа е моја лична сатисфакција и верувам дека тоа значи промена во заедницата во која што живее таа личност е многу голема. Ние мислиме дека, еве, ќе спомнам како мисија, како визија, цел. Ние мислиме дека мисија треба да биде нешто грандиозно, затоа што дел од работите кои што ги работам во тој процес е за одредување на мисија, на визија, на цели. Мисија е нешто што нас ни е дадено. Да. И сега, наместо да трагаме дека треба нешто грандиозно да правиме во овој материјал, ова го ставам во поднаводници, затоа што нашата мисија е да ги пронајдеме нашите квалитети. Квалитети како љубезност, како позитивизам, како храброст, како позитивност, аспекти кои што нас не прават како личност. И љубезноста е еден од тие аспекти. И наша мисија е да ги негуваме тие аспекти, затоа што мојот љубезен збор, еве збориме денес за љубезноста, кон тебе, ти денеска ќе се чувствуваш прекрасно. Јас ќе ти дадам некој убав збор, ќе почувствуваш мојата енергија, ќе кажеш и колку пати сме си кажувале меѓу себе, леле, и затоа кажав на почеток, секогаш ми е задоволство во ваша емисија да бидам, затоа што ја чувствувам таа љубезност, добрина од ваша страна. И мене тоа ме инспирира и ме мотивира. Јас од овде кој ќе си заминам, јас заминувам не само со насмевка, туку заминувам со едно чувство на полна душа. И јас тоа го мултиплицирам на луѓето со кои што ќе се сретнам. Ќе се сретнам со некој, ќе работам со некој друг, тие ќе почувствуваат таа енергија и они ќе мултиплицираат во својата средина во која што се наоѓаат. Тоа е, драги мои, нашата мисија, да ги пронајдеме тие квалитети вистински кои што ни се дадени од Бога, со кои што ние се раѓаме во овој материјален свет и да ги негуваме. Колку повеќе негуваме љубезноста, толку повеќе таа ни се враќа. Без разлика што луѓето имаат разни предизвици, без разлика што нели некој ќе ти каже и лош збор и така натаму. Тоа е нешто што го носиме внатрешно во себе. Како, тука ќе споменеме огледална рефлексија сме се едни на други. Да. Така. И мислам дека тоа треба да си го почитуваме. Да, што значи денес катуш живење со намера? Како се разликува од она обично живење со инерција? Нели стануваме, нема ни благодарам на денот, нели се видиме, има денеска некој кој што нема да се пробуди за жал. Така. Да. И таа е една прва мисла. Кога некој пат доаѓам до мои екзистенцијални кризи, нели прашања, тоа што си го зборевме нели зад камерите пред да почнеме со разговорот, и често се случува кога нели одиме на некое патување, кога сме нели настрана од сите обврски, тогаш најчесто нели имаш простор да се влезеш интроспективно, да понираш длабоко во себе, да влезеш нели најдлабоко што се вели и да си кажеш дека се е добро и на крајот од денот нели
треба да биде само едноставно. Да не бараме нели грандиозност и луксузност, во тоа и нели едноставноста на функционирањето. Да. Меѓутоа да не бидеме само по инерција, стануваме и така натаму. Ме погоди ова што кажа, некои луѓе и нема да станат наутро. И вистина е така. Вчера вечерта имам групи mindfulness што ги водам и зборувавме за благодарноста. И меѓу другото со девојките кога зборувавме, викам, луѓе, ние секој ден постојано и константно, нели, секој ден се раѓаме и умираме. Тоа е сериозна метафора, ама вистина. Да. И кога ќе ми каже некој, јас немам за што да бидам благодарен, а се случува. Утрово јас станав, јас сум жива и здрава. И јас дојдов во ова стида. Нема поголем благослов. И поголема благодарност. Ние толку многу живееме во свет каде што постојано нешто стремиме и не делуваме од состојба на битие, туку делуваме од состојба на поставени цели, каде што имаме постојано нешто треба да оствариме. Не знам, треба да завршам факултет, треба да магистрирам, треба ова поготово со младите, треба не знам да докторирам, да се вработам, да се омажам, не знам ова да направам, треба ова да го постигнам. Не. Една од најголемите придобивки на свесно живење е внимателност, присутност сега и овде. Не дека ние нема да имаме мисли за минатото или нема да стрепиме за иднинат или да правиме планови. Меѓутоа, таа свесност и присутност мене ми прават да бидам благодарна за животот кој што го имам сега во овој момент. Да се прифатам себе си таму каде што сум. Да, ако имам било какви емоции и процеси низ кои што поминувам, да ги прифатам. Да си дозволам интроспекција од време на време внатрешна. Да бидам обкружена со луѓе, па поготово кога растеме и еволуираме, се повеќе бараме личности кои што се на исти вибрации. Како многу често знам да кажам, сакаш мудрост, обкружи се со мудрост. Па да. И мудроста е навистина едно искуство, не е само да се зборува. Не е таа материализација некаква. И според мене, најважно од се, и сите овие техники што постојат сега на светско ниво, што ги работиме, дали е mindfulness, дали се енерготерапии, дали психологијата, сите они бараат, поготово во денешно време, еден холистички пристап. Затоа што ти не можеш само на еден аспект да работиш. Не можеш само умствено да работиш. Јас викам, потребни да се трите аспекти, светото тројство, и ум, и тело, и дух. Се е поврзано. Не е ништо изоставено. И тогаш можеме да научиме, затоа што и таа свесност и присутност, во еден збор кажано mindfulness, се учи. Да можеме да ги забележуваме работите околу нас. И тогаш знаеме и како да менаџираме со нашите емоции, предизвиците кога ќе се појават, да знаеме како да ги менаџираме, како да се носиме со нив, како побрзо да излеземе и да се свичнеме на друга вибрација или да излеземе од таа ситуација. Така што би кажала дека важно е да најдеме начин како да излеземе од тој свет да влеземе во свет на нестремење, односно да не стремиме цело време дека нешто мора да правиме. Од моментот кога ќе станеме од сабајле, сите нешто мора да правиме. Нели сме свесни дека секој пат кога ги пуштаме работите, секој пат доаѓаат? Да, тоа е таков благослов. Неверојатна работа е тоа, кога ги држиме, кога ги држиме. Кога ќе дозволиш, кога ќе отпуштиш. Не викам дека ние нема да имаме контрола на работите, меѓутоа ќе се вратиме во собствената верба и доверба и ќе излеземе од состојба на страф и контрола во состојба на љубов и прифаќање. И тогаш делувањето е поразлично. Тогаш не постои тој стрес константен и не ни е цело тело во грч, дека нешто нема да се случи или ќе се случи. Ќе се се како што колку од работите што ги мислиме во текот на денот не се ни остваруваат половина повеќе од нив. А нели си правиме повторно нели притисоци дека што велиш, дали ќе поминам магистерската, дали ќе положам испит, дали денеска на работа ќе се случи тоа. Чести преиспитувања што обично ние трошат енергија, никогаш нема ни да се случат. Но има еден според мене исто така важен момент кој што треба да го споменеме, кога зборуваме за на индивидуално ниво, тогаш секој од нас нели го бара начинот или можноста и да се
се едуцира, ако нормално сака, но истовремено и да ја препознае или да ја освести љубезноста, зборуваме во секојдневниот живот, бидејќи си ја имаме во себе, нели, но само честата пракса е особено важна. Но кога зборуваме за колективно ниво или кога зборуваме за во општеството во кое живееме, исто така има огромна улога. Ако земеме пример од европските земји, и често знаеме да се споредиме, нели постојат разни истражувања, па и за земјите кои што се важат за најсрекни земји во светот, па зошто се најсрекни како нација, што е тоа што имаат тие, а немаме ние. Среќата и љубезноста блиско поврзани, ако човек е среќен и исполнет, веројатно ќе биде и љубезен, и тие се работи кои што се испреплетуваат, но кога видиме за систем или општество кои и дополнително влијае на среќата и љубезноста кај општеството, веројатно ќе кажеме дека има и тоа како голема улога. Ако ние сме соочени секојдневно со лоши вести, ако ние сме соочени со разноразни ситуации, сценарија кои што се случиле и нели тоа е дел од нашето секојдневие, тогаш тука имаме пат и на енергија, но и заборавање дека навистина треба да се работи на оние вистински особини кои што треба да се негуваат. Па во однос на важноста на општеството и тоа што ни го нуди, системски тоа кое што треба да се случува во државата и истовремено свесноста за едукација и за mindfulness или да речеме потполна и вистинска свесност и што тоа значи всушност за успешен живот, како личност која што меѓу другото се образувала и надвор од земјата и која што секојдневно патува или каде можеш да го да направиш таа паралела. А си била дел од корпоративниот свет кој што си го напуштила. Да. И многу убаво ова го срочи. Зборувам за овој социјален момент. Ние сме поднебие и земја која што навистина многу страдала низ векови назад. И некако ние сме љубезен народ. Еве конкретно за кај нас да зборуваме. Како колектив. Како колектив сериозно сме и го носиме тоа во нас. Меѓутоа во последниве години трката со екзистенција си го прави своето и луѓето се задржани повеќе во оној момент на преживување, каде што духовноста некако не постои, затоа што екзистенционалните потреби не ни се задоволени, затоа што колку повеќе нагоре одиме и колку се отвараме, толку повеќе се отвараме кон оние духовни вакви вредности. Меѓутоа тоа е нешто што го носиме внатре во себе. Зошто ова го кажува? Затоа што сум одела во земји, поготово изминатиот период, бев во земји каде што постои сиромаштија, не е дека не постои сиромаштија. Меѓутоа, ако гледаме низ материјална смисла тука? Ако гледаме низ материјална, меѓутоа луѓето, љубезноста, јас поготово во таа една земја, јас еве ќе кажам која земја бев на Бали. Јас толку љубезност забележав кај луѓето, значи таму нема висок степен на екзистенција на материјалност и така натаму. Не, луѓето се задоволни од самото постоење. И на нив им е најважно да се поврзани со своите, божества, да си медитираат, да си го имаат дневните ритуали. Ти викаат благодарам за тоа што си дошла, ама тоа толку се чувствува кај нив, таа љубезност, јас не можев, ја бев баш изненаден. И во други земји сум го забележала тоа. И повеќе не можам да го одредам и не сакам да генерализирам, затоа што многу е широк тој аспект за кој што би можеле да зборуваме стварно многу часови, но сметам дека љубезноста е нешто што стварно, како, домашно воспитување, го носиме внатре во себе. Ништо што и децата треба да го учат како нели. Ја без разлика и сум живеела и во корпоративен свет, сум живеела во некое поразлично време од ова време. Но љубезноста е нешто што ние не знам од секогаш постоела. Љубезност на училиште кога одиш кон наставниците, професорите, сега тоа не постои. Сега имаме опозит од љубезноста, сега имаме врсничко насилство и булинг. Мојата внука работи како психолог во училиште, средно училиште, па примерите што ми ги кажа, па јас сум фрапирана. Тоа толку булинг постои. Јас затоа ќе кажам, тоа е нешто што го носиме од дома. Затоа што таа ароганција од негде произлегува. Да, тоа е психолошки момент кај било која личност. Меѓутоа, тоа е сепак домашно воспитување и како ќе се насочиме. И да, не е дека е само еден ден, 13 ноември, да биде ден на љубезност, не треба, нели, ова е само потсетување да бидеме љубезни.
и за нас треба да биде подсетување и за нашето поднебие, иако овој е светски, нели, ден на љубезност. И сметам дека тоа е внатрешно и е домашно, нешто што го носиме. Меѓутоа, со тоа сме родени, но и избледува во текот на нашиот развој, поготово сега со сите овие негативни вести што ги кажуваш, кои што сме бомбардирани на дневно ниво, социјалните мрежи, кои што стануваме нетрпеливи. Љубезноста бара смиреност, бара трпение, бара прифаќање. Ти преска кажа да слушнеме кога ги кажуваше, нели, овие аспекти кои што сте ги извадиле како статистики. Значи бара да слушаме зашто имаме две уши. Јасно. Да слушнеме. Да видам што случува со тебе. Дури тоа не си го правиме денес. Да. Се прекинуваме во сред разговор. Да. Мислам, зборам за најнормална комуникација која што ќе се сретнеме со некој на улица. Да. Практично. Многу непријатен коментар прочитав пред некој ден, луѓето кои што одат по тие своји, нели, духовни практики, медитации, вика коментар со сме онака си видам зашто тоа, дали се ми потикна мене прашања, имаат ограничен ум бидејќи си бараат свој сопствен ескејпизам само за да се фатат на нешто, за да си направат ескејпизам од своите лични демони, нели? И тоа ми беше некако, не знам, многу ограничувачко, па од тој аспект кога јас го читав, велам во ред. А од друга страна ги поврзам зашто, например, Иван имаше пред некој период, нели ги поврзуваме сега сите тие аспекти како карактеристики за тоа дека во данско училиште ќе се изучува емпатијата како структура на теми кои што меѓу другото тоа е тоа кое што го зборуваме дека и во образовниот систем треба да постојат промени за тоа. Кога веќе ги гледаме последиците од досегашното однесување или тоа зашто не го направиме. Младите... Јас никој пат, нели вака кога ќе се сетам, не ме научил мене даска од секоја чест на сите професори и наставници кои што биле некаков постулат за некакво образование да добиеме. Но никој пат не ме научил мене, а верувам дека и многумина од нас, што значи срцето во вистинска смисла на зборот, што значи љубов да се има во вистинска смисла на зборот. И така натаму тоа посебно недостасува во денешно време за овие генерации. Ако тоа се обидеме да го спроведеме во вториот дом на детата, тоа е училиштето, па таму не mindfulness, па да се вратат од таму, па може да потикнат дома некако да се мултиплицира и така натаму, ако некој бил ригиден и така натаму. Не знам зашто образовниот систем се уште постои ако не направиме како таков, а не сме агилни. Не треба само акутно да делуваме кога има некаква состојба, туку според мене. И во средовечна возраст да учиме за mindfulness, а не од малината. Значи, па потоа само трагаме под некои нови филозофии во животот сами себе. Значи, ова што ние го правиме и трагаме, нели, и тоа е најбавото училиште. Тоа не е бегање од некои наши сенки, туку е напротив соочување со нашите сенки и со нашите демони и да можеме да се исчистиме, како да кажам, нели, да дозволиме и поголема свесност да влезе во нас, затоа што ние кога сме ригидни во нашето постоење, кога имаме толку барикади, толку завеси пред нас, ние не можеме да го видиме хоризонтот на можности. Ништо не можеме да видиме. А кога се будиме, ние имаме навистина еден голем диапазон на можности и можеш да бираш што сакаш да направиш. И другите земји, поготово оние што се поразвиени, веќе го гледаат овој аспект, дека е потребно да се воведе, да се учи за емоционална интелигенција, за mindfulness во училиште, зборувам уште во основно училиште. Јас го кажав овој пример, кај вас можеби и не сум го кажала, пред некоја година кога бев кај моја пријателка во Дубај на гости и нејзина внука се сретнуваме и ми вика, а вика кате, вика, јас знам ти со што се занимаваш? 8 години има девојчето. Ја викам со што? Со mindfulness? Викам, а ти од каде знаеш за mindfulness? Јас учам во училиште, ми вика. 8 години. И она ми покаже, имаше книга каде што преку игра, нормално прилагодено на таа возраст, преку игра, преку смеа, преку пење, преку вежби, они учат за емоционална интелигенција, учат за свесност и присутност, како да се менаџираат себе си, што значат одредени емоции, учат за љубов, за љубезност. Тоа е толку мокно. Меѓутоа, воопшто системот образовен не дозволува да имаме ние будни битија. Не дозволува. Тука е овој систем, не овој систем, зборувам и на светско ниво, е направен за да се... Случајно или намерно ќе се прачаш некој пат? Случајно или намерно, не знам дали е случајно. Но е направен за да се создаваат робови
нели, модерни, каде што нема јас да размислувам со своја глава. Послушници. Јас сум само послушник. Уште од мали не учат да седиме толку часови во една позиција. Па детето не е природно да седи во таа позиција, треба да игра, да танцува, да пее, да се смее, да паѓа. Тоа е работата на децата. А не учат на тоа. Да се разбереме, ниту една предрасуда во животот не ја стекнуваме, само се учи во текот на животот. Дали од обкружувањето, од професорот, од мајката, од родителот, таткото, неважно, без нели осудување. Меѓутоа предрасудите и стереотипите не се раѓаме ние со нив. Ние се раѓаме чисти. Ама се пренесуваат, потоа ги стекнуваме. Да, јас затоа се радувам што и нашето општество ни дозволува ова неформално образование да екзистира и да помага во овој процес на будење на свеста кај луѓето, затоа што ако не постои ова е се неформално образование. Така е. Но ако не постои, ние навистина ќе останеме многу ригидни и нема да еволуираме како битија. И нас во природата ние сме не само крв и месо, ние сме и енергија. И нормално е да еволуираме, а не да стагнираме. И затоа ова што го правиме сме на вистинскиот пат и е вистинското нешто што може да го направиме за себе. Зошто? Затоа што промената потекнува од нас. Трансформацијата потекнува од нас. И ние сме промената што сакаме да ја видиме во светот. Општеството нема да се промени. Системот нема да се промени. Можеби ќе се менува, ама со толку мали чекорчиња. Но ако ние се менуваме, ние ќе бидеме светилката што сакаме да ја покажеме во светот. И промената ќе се случува. Да, чувствуваш ли каде само во контекст на ова дека луѓето сакаат да се променат или поконкретно еве вака колку се заинтересирани во Македонија за тоа неформално образование? Колку се заинтересирани да ги дознаат техниките, начините, методите, како повеќе да се свртат кон себе си, да имаат свеста живење? Се заинтересирани, за разлика од пред 10 години, па и пред 5 години, многу е поголема. Значи, веруваш во овие 18% кои што има експоненцијален раст во пат на љубезност или како да го речеме свесното. Ама тоа е на светско ниво. Па добро, да, без разлика. За Балканот и кај нас. Ајде да речеме кога збориме за светот, претпоставам дека и ние сме мрднале некаде нешто, ајде. Мрднати сме, дефинитивно и прифаќаме. Сме се поместиле можеби од. А прифаќаме кога ќе почувствуваме. Лично кога ќе почувствуваш дека нешто ти прие и дека има некои придобивки, таа некоја промена или таа некоја техника или што и да, ти сакаш да продолжиш на тој пат, затоа што кога ќе го почувствуваш тоа нема враќање назад. Нема. Не. Или ќе бараш нешто ново, или ќе го, нели, мастерираш тоа нешто што го правиш, без разлика. Значи нема враќање назад. Од будење на свеста во овој аспект, холистички нели аспект, нема враќање назад. Но иницијативата првенствено важна за да може да се осознае тоа чувство, па да се продолжи во тој правец, нели, за да се види колку тоа или како ни делува. Не знам искрено ќе ја прашам. Јас не добив критика, меѓутоа кога говориме некој пат со најблиските нели луѓе околу нас, јас велам искрено кажам дека тоа е мојата мантра на нели благодарност на утро, меѓутоа дека ова може навистина да е мојот последен ден. Тоа секој пат живеам со тоа. Да. Секој миг дека може да е некаков последен. Колку и да тоа звучи малку непријатно или ограничувачки и така натаму, кај мене не прави таква, да речеме, ограниченост. Кога знам дека денешниот животен потенцијал може да го дадам максимално, ќе се обидам, не велам дека ќе го направам максимумот, нели? Ќе се соочам и јас со своји предизвици. Меѓутоа, не за мене ми е тоа некоја водилка дека денес е максимумот кој што може да го дадам. Бидејќи утрешното нема да може и да постои. Да. Апсолутно се согласувам со тебе. Зашто? Затоа што не е тоа ограничувачки и не е застрашувачки. Луѓето мислат дека ти живееш со таа мисла и дека си во грч и премногу е тоа сега така, нели? Да, немој да зборуваш, нели као да не го предизвикаш. А тоа е само едно свесно потсетување дека е вистина така. Во највисоката смисла. Затоа што ти кога ти тогаш си свесен и присутен си во твојот кор, во твојата суштина, во твоето битисување. И тогаш убаво кажа, ти ги користиш максимално сопствените потенцијали. Или можеби не ги користиш сите потенцијали, ама користиш максимум повеќе од оне од вчера, или од завчера, или од предизвесен период. Се обидуваш и тогаш имаш на вистина ширина на твоето постоење. Не си ограничен дека само тука сме. Не. Твојот диапазон на постоење е, знаеш, тоа ти е цел свет. Да, меѓутоа веќе ги немаш тие триумфи дека мораш да ги освоиш во текот на денот. Веќе не постојат. Ти делуваш од битие, од суштина. Битие
не знам дали е македонски збор, да, апсолутно е така. Од твојата суштина. И ете го светото тројство, ум, тело и дух. Точно знаеш што правиш, твојата душа што посакува ја слушаш и истовремено водиш грижа за твоето тело. Затоа што во нашето тело се наоѓаат емоциите, водиш грижа и преку храната што ја внесуваш, точно знаеш што сакаш. Вчера една од девојките во групата вика сега не ја пијам водата затоа што затоа што нели морам да ја пијам затоа што негде сум видела на некој рил дека треба 3 литра, 2 литри да испијам. Не, сега пијам затоа што знам кои се придобивките на водата. Тоа е таа разлика кога си ти делуваш од таа состојба на битисување, на свесност и присутност во моментот. Не дека не правиш планови. Така е, прагматично остануваш ти понатаму секој пат. Меѓутоа свесноста е многу друга. Ми се чини дека навистина ете и со оваа тема и со еден ваков начин на одбележување на утрешниот светски ден на љубезноста, кој што рековме еден ден светот го посветува, но само како потсетување се разбира свесното живење и љубезноста треба да биде дел од секој миг во нашето секојдневие и многу интересна коинциденција на роден денот на нашиот главен град или ослободувањето на Скопје 13 ноември и светскиот ден на љубезноста, каде спомена и ќе се согласиме дека голем број туристите кои што ја посетуваат нашата земја и особено главниот град секогаш знаат дека да кажат дека се импресионирани од љубезноста на домакините и ќе се задржиме на тоа, а она кое што сакаме да го потсетиме е дека треба да ја освестиме љубезноста секој од нас и колку и да имаме предизвици секојдневни или животни, да не заборавиме дека поддршката треба да ја имаме и за другите, но и да очекуваме од другите и дека тоа е една нормална состојба за еден добар и здрав живот, особено она кое што треба да им го пренесеме на младите генерации. Поверуваме дека личности како Кате и оние кои што го работат тоа ќе бидат слушнати, иако зборуваме за системски решенија или современи пристапи на еден таков начин да може малку да одиме чекор во чекор и со оно кое што светот го прави. Да, апсолутно и навистина голема и важноста дека е роден ден на Скопје. Да. И во духот на љубезноста треба да бидеме и љубезни кон себе, но да бидеме и ljubезни кон нашиот град, затоа што градот во кој што живееме, средината во кој што екзистираме е огледало на сите нас кои што сме во овој град. Така да што колку сме повеќе љубезни кон себе, толку сме љубезни кон другите и сме љубезни за нашиот град. Да. Сосема за крај, ова нека биде последно. Во моментот постојано твојата биографија се надополнува со различни семинари. Чисто како една почетна врата на отворање кон љубезност, свесност, или секој пат да се потсетиме, што би им препорачала на сите? Што би им препорачала? Би препорачала дека пред малку што кажав, ние сме промената што сакаме да ја видиме во светот и кога ние се менуваме, кога ние со нашиот збор, со нашето делување, со акцијата што ја преземаме, сме пример за другите и преку тоа наше делување, преку тој наш збор да бидеме инспирација и мотивација за другите, за да и ти ја препознаш изворедноста и големината во себе и сите заедно да бидеме придонес кон сочувство, мир и љубов. Некој пати за медитациите, за регресиите. Да, имаме секогаш многу теми. Тоа малку поабстрактно, ма ќе го обработиме некако. Инаку само да кажеме дека задоволството е обострано секогаш кога ги имаме ваквите наши средби. Благодариме за времето и за гостувањето. Благодарам и јас на вас. Чува се до следен пат. Многу успех, убав ден и нели како и секогаш она кое што го најавуваме секоја нова следна тема во која што повторно ќе уживаме, а на еден ваков начин ние го одбележавме и светскиот ден на љубезноста.